Сдруженијето за правата на ромите во Штип во континуитет работи на проектни активности кои влијаат врз подобрувањето на животот посебно на ромската популација. Ова здружение една година веќе работи на проектна активност поврзана со обезбедувањето на документите на лицата без лична идентификација за да можат што поскоро да бидат сместени во системот на евиденција. Проектот е насловен Надвор од кругот невидливи за општеството, а Сдруженијето за правата на ромите од Штип проектот го реализира во партнерство со други 3 организации. Нашите асистенти работат на терен, ние го работиме источниот дел од Република Македонија, така да во текст активностите во Велес и во Кавадарци, таму идентификуваме голем број на лица кои немаат упис во матичната книга на родените. Потоа ќе ги превземеме активностите во градот Струмица, каде исто така очекуваме да произлезат доста голем број на неупишани деца, на неупишани родители и така натака. Значи, после Струмица ни се активностите и понатаму, Гевгелија, Валандово и така натака. Значи, воедно одржуваме и состаноци за средби за застапување со институциите и со представници на невладини организации од другите градови, со цел да им укажеме дека нашите активности тековно се спроведуваат во нивните градови, дека нашите активности ќе бидат поврзани со потребите на институциите кои треба да ни помогнат во извршувањето на нашите активности. Соработката со институциите е на завидно ниво. Во Штип, според досегашните анализи, евидентирани се над 30 на лица без документи. Во Штип имаме идентификувано околу 34 лица. Тоа се лица кои претежно се деца, голем број се деца и еден помал број се родители кои немаат извршен упис во матична книга на родените. Тоа се лица прилично кои немаат ниту здравствено осигурување, ниту користат социјална парична помош, ниту други бенефиции од државата и така натака. Значи, тоа беше и целта и мотивот на нашето здружение да биде дел од ваков еден проект за да помогне на својата целна група. Анализите покажуваат дека лицата без лична идентификација не можеле да добијат документи поради тоа што биле во странство, некои се од разведени родители, други се непризнаени деца и така натаму. Сите активности од проектот треба да се финализираат до февруари наредната година.